Во 2013 година во Скопје постоеше еден ѕид. Го изградија некои луѓе кои изнадојдоа од некаде. Граѓаните не знаеа и се прашуваа што всушност ѕидаат овие луѓе. Едни велеа дека тоа е некаков културен објект, други дека се стамбени згради, трети дека се училишта, болници, но никој всушност не беше сигурен во своите предпоставки, затоа што градителите на ѕидот молчеа. Тие немаа одговор на прашањето што е тоа што имаат намера да го изградат. Ги сечеа дрвјата, за да може ѕидот и понатаму да се шири. Отстрануваа цели објекти, менуваа личен опис на цели плоштади, улици, мала. И ѕидот стануваше се поголем и поголем, се повисок и подебел. Граѓаните на Скопје многу често не стасуваа таму каде што наумиле. Ձидот ги одвои од нивните омилени места за излегување. Зад него остана културното живење. Зад него и во заборав падна градскиот живот. Берлинскиот ѕид беше ништо во споредба со тој, скопскиот. Тој ги подели луѓето по националност. Тој го прегази дури и скопското кале. Тој ги подели џамиите од црквите, ги раздвои пријателите, разедини семејства. Тој ձид влезе во сите пори на градскиот живот, дури и во театарот, дури и во собранието. Тој ձид беше ձид на срамот. Но, во таа историска 2013 година се случи промена. Постарите сигурно паметат, а помладите, верувам, се сеќаваат на денот кога ձидот на срамот падна.
Добро вечер, почитувани. Добре дојдовте во градот кој се подготвува за промени. Добре дојдовте во градот кој ќе му каже збогум на кичот, примитивизмот и криминалот. Добре дојдовте во Скопје, подготвено да го сруши зидот на тоталитаризмот, дискриминацијата и груевизмот. Добре дојдовте во градот. Добре дојдовте во градот кој се подготвува за нови луѓе, нов градоначалник, нови советници. Добре дојдовте во Скопје за да му кажеме збогум на Никола Груевски. Почитувани, во изминатите 4 години Скопје се менуваше без за тоа да бидат прашани граѓаните. Скопје се менуваше без да биде прашан и неговиот градоначалник. Во изминатите 4 години Скопје го изгуби својот лик, од него испари неговиот дух. За 4 години спомените на Скопјани се бришеа како со гума. За 4 години ни донесоа зидови на поделби платени од наши пари. За 4 години од Скопје остана само името на она што порано беше нашиот град. И се заради желбата на еден човек, Никола Груевски, кој решил да остави белег по своја мерка. Човек со скромни познавања од историјата, но со длабок джеб за провизијата. Човек без познавање од архитектура, но со огромна желба да си шкртка. Човек кој крие делови од сопствената биографија, а има голем мерак да додава измислици во минатото на другите. Човек заљубеник во лопати, од кој ниту коров не расте. За 4 години ги замачкаја фасадите на судовите да ги прикријат монтираните процеси. За 4 години носеа палми, песок, градеа плажи пред обвинителството за да не се гледа срамот од партиските одлуки. 4 години својот неуспех во економијата го прикриваја со споменици. Уште не ги имаја доброено провизиите од прескапо платениот бекатон, а на него веќе лежеше мртвото тело на Мартин Нешковски, на наместениот и изигран брат Љубе. Скопје никогаш повеќе не смее да има вакви 4 години. Вашиот глас на 24 март го одлучува тоа. Почитувани, ај што не прашаја за ништо. Сега гледам во кампањата, почна и да мислат наместо нас. Така од билбордите ни порачуваат. Тодоровиќ им се допаѓал на жителите од центар. На скопјани им се допаѓал Коце. Па мене не ми се допаѓаат ни едниот, ниту другиот. Му ги препуштам на Никола, нему нека му се допаѓаат. Мене не ми се допаѓа Коце, зашто ветува 38 проекти исти до збор од 2009-та. Не ми се допаѓа Коце, зашто нема храброст да признае како се вика овај споменик тука. Не ми се допаѓа Коце, зашто не вети, ама направи и гусарски брод, и златни коњи, ангели и гаќи. Не ми се допаѓа зашто ја платил златната ограда 2 милиона евра, а ја крие од нас зашто се избори. Не ми се допаѓа зашто купил 2 коњи или пецанери од Грција и кочија од Полска, ама и нив ги крие зашто е кампања. Не ми се допаѓа зашто ги празни джебовите на народот, а ги полни джебовите на фамилијата. Не ми се допаѓа дека Коце, зашто ни го затвори Кале, сокри камениот мост, ни ги исече сите дрва. Не ми се допаѓа зашто на плоштадот нема место за слободителите на Скопје, а има за белосветски преваранти што перат пари.
Почитувани пријатели, јас имам визија за едно поинакво Скопје. Скопје посветено на потребите на граѓаните. Скопје каде во општина Аеродром ќе се изгради првата гимназија. Учениците и студентите ќе имаат бесплатни автобуски школски карти. Фирмарината ќе зависи од големината на компанијата. Комуналиите и давачките ќе бидат намалени. Во Бутел конечно ќе има здравствен дом. Чаир нема повеќе да биде заборавена општина. И тоа не само заради ново изградениот бит пазар. Скопската чаршија дене ќе отвара стари занаети, а навечер ќе споделува култура. Зеленилото од ботаничката градина во Газибава ќе го растера загадувањето од железара. Сарај и Матка ќе бидат спортско-туристичка атракција. Веќе на цело Скопје му се допаѓа ветувањето прескапо платената зграда на Водовод да прерасне во центар за независна култура и мултикултурен дом. На граѓаните од Шуто Оризар им се допаѓа црните печати во пасошите да ги заменат со печати на дипломите. Во Ѓорче им се допаѓа вложувањето во гасификацијата и енергетската ефикасност, зашто знаат дека ќе плаќаат поевтини сметки. На многумина од кисела вода им се допаѓа заложбата за нова бизнис зона наместо еколошките црни точки. На скопјани им се допаѓа плоштадот на солидарноста како символ на посветеноста на светот кон Скопје, им се допаѓа повторно Скопје да се гради со модерна визија, поразувајќи го корумпираниот барок. И на граѓаните на Карпош им се допаѓа двојната победа на Андреј Петров и Јани Макрадули. Јас сум подготвен да бидам градоначелник кој ќе направи на скопјани да им се допаѓа да живеат во сопствениот град. Јас ветувам развој на сите општини подеднакво. Јас сум подготвен наместо скапи спотови да разговараме од врата до врата. Скопје нема корист од фотомонтажи на билбордите. Скопје нема повеќе да биде град за мајтапење во очите на светот. Почитувани сограѓани, јас во мојата програма немам проекти за уништување на градот. Во мојата програма нема место за катни гаражи со барокни фасади и златни огради. Во мојата програма нема одлевање на народните пари за лиење на нови споменици во Италија, восочни фигури во Украина, мозаици во Русија, куполи во Шпанија. Во мојата програма нема веќе сечење на шумата на Водно. Во мојата програма гусарскиот брод ќе отплови, а рингишпилот никогаш нема да слета. Мојата програма не е за враќање на Скопје во 16-тиот век, туку програма која треба да го внесе во 21-виот век. Јас имам визија, програма и план за реализација за живите, визија која со вашата поддршка јас можам да ја претворам во ваше секојдневие. Почитувани граѓани, првите градби на плоштадот кукавички ги донесоа ноќе. Во мугрите не дочекуваа шверцувани споменици. Секое утро никнуваа нови тараби. Затоа, време е Скопје да се разбуди, време е Скопје да се промени, време е Скопје да се буди со дрва наоколу, време е Скопје да се буди со чист воздух, време е Скопје да се разбуди да бидеме прашани, време е Скопје да се разбуди за волјата на граѓаните да ги погази желбите на корумпираните, време е Скопје да се разбуди обединет околу различностите, време е Скопје да се разбуди без зидови, време е за Скопје, време е за нашето Скопје. Кога, ако не сега, Скопје нема да ни прости ако се колебаме. Скопје нема да ни прости ако не го разбудиме. Скопје нема да ни прости, затоа придружете ми се во борбата за Скопје. Заокружете 42
имаме обврска да победиме и ќе победиме и бидете сигурни, градот убав пак ќе никне. Добро вечер, Скопје! Добро вечер, победничка Македонија! Не има многу. Здружени сме, единствени и најважно од се. Горди сме затоа што припаѓаме на една поинаква и една многу побројна Македонија. Македонија која се бори за напредок. Македонија која сака својата иднина. Од вечерва, оваа огромна бројка на присутни и понатаму ќе расте. Ќе се зголемува со оние кои ја делат истата верба и кои знаат дека е време да се избориме за иднината сега. Вечерва сме повторно на нашиот плоштад, кој за жал стана символ на режимското лудило и загрозената слобода. Тука сме заедно сплотени да му кажеме доста на режимот. Не сакаме да продолжиме да живееме во земја каде царува криминалот. Земја со рекордна сиромаштија и земја во која владее самоволието на фамилијата. Заради нашата иднина, за нашата татковина, заедно со вас отпорот продолжува. Ова Македонија е на вистинската страна. Оваа Македонија е подготвена да се избори за поинакво утре. Оваа Македонија е вистинскиот избор. Сојузот за иднината е со народот. Заедно сме подготвени да извојуваме уште една голема битка. Време! Сите сме заедно. Сите сме сплотени за иднината. Ни левица, ни десница, ни центар. Ништо повеќе не дели. Тука сме сите граѓани на Македонија. Почитувани, на центарот на Скопје му треба нова визија, нов почеток. Затоа сигурни сме дека урбаното ќе ги победи кичот и хаосот. Го поканувам да ви се обрати идниот градоначалник на општина Центар Андреј Жерновски. Денеска е прочка, денеска им простуваме на оние што ни сгрешиле, но за недела дена нема прочка, за недела дена нема да му простиме на Груевски и на неговите за сето она што ни го направи изминатите 7 години. За недела дена ќе ги победиме. Почитувани, добре дојдовте во срцето на Македонија, во срцето на Скопје, во срцето на Центар, во срцето на општината, која што ќе ја добиеме уште во првиот круг и конечно повторно општиот Центар ќе биде во рацете на оние што ја заслужуваат. Го слушаме Груевски како секоја вечер вели дека Скопје се сака со дела, Центар се сака со дела, Куманово се сака со дела, Битола, Прилеп, Струмица и никој да го прекине од позади да му каже Груевски, проблемот е во тоа што тебе Македонија повеќе не те сака. Македонија бара да си заминеш. Тоа е основната порака. Ајде да ги видиме тие дела на Груевски. Ајде да видиме колку Груевски ја сака Македонија. Целосен колапс на македонската економија.
17 месеци поред имаме пад на индустријското производство. Наместо раст на македонската економија, нашата економија тоне и се наоѓаме во рецесија. Први сме по сиромаштија, први сме по индекс на мизерија во Европа. Невработеност е огромна, а за жал на табелата на млади невработени повторно сме први во Европа. За 50%, дупло, откако е Груевски дојдем на власт, падна економската моќ на граѓаните. Пред да дојде Груевски на власт, можевме да купиме дупло повеќе леп отколку што денеска може да се купи во Република Македонија. Ајде да ги видиме неговите дела од аспект на демократија. Во која земја денеска се тепат пратеници и се бркаат надвор од собранието? Во која земја денеска се бркаат новинарите надвор од собранието? Македонија падна на 116-то место, односно за 3 години падна за цели 82 места на слободата во медиумите. Денеска сме во друштво со Нигерија. Тоа е лицето на Никола Груевски и на неговите резултати. Меѓутоа, погледнете на недела дена пред изборите како изгледа Македонија. Целосна медиумска окупација. Цела Македонија исплакатирана од нивните плакати, цела Македонија окупирана преку медиумите и не сакат да кажат дека на ден трошат 300.000 евра за нивните реклами. Во моменти кога ја имаме најголемата сиромаштија, кога граѓаните не само што месецот, не само што неделата, него денот не знаат како да го пребродат, они трошат за 3 дена 1.000.000 евра. Погледнете им ги анкетите, Груевски води секаде, и во Скопје, и во Центар, и во Карпош, и во Струмица, и во Куманово. Па слушајте, Груевски води во Париз, и во Лондон, и во Москва. Груевски на секаде ќе победи во Европа. Почитувани пријатели, ако 7 години го трпиме овој режим на Груевски, тогаш што да кажеме ние во Центар, кој што 13 години, цели 13 години се наоѓаме под власта, се наоѓаме во канџите на ДПМНЕ. Двата мандати на Аларова и овој последниот на Тодоровиќ се чист пример како не треба да се работи. Како граѓаните зборуваат за становите на Аларова, како зборуваат за кадните гражи на Тодоровиќ, кои што од јавна површина стана преку негова собственост. Меѓутоа, нашиот мандат ќе биде чист и чесен. 4 години кои што се пред нас ќе бидат сосема поинакви од 13 години кои што се позади нас. Голем страв ги фати за Центар. Погледнете што прават. Ги кршат штабовите. Измислуваат афери за мене, дека имам 5-10 станови, дека имам градежни фирми, дека сум влегол да работам задно со градежната мафија. Денеска цел Капиштец е со памфлети против Жерновски Андреј и против нашата коалиција. Ајде да ги изчистиме нашите дворови, нашите куќи, нашите станови, нашите улици од овие валканици на ВМРО ДПМНЕ. Време е конечно да ги победиме. Нашата битка која што во Центар трае 13 години, ќе ја завршиме за 7 дена и тоа во првиот круг ви ветувам. Мора да победиме. Никола Груевски за 7 дена те чека ревизија за Скопје 2014. Тоа го ветувам овде на плоштадот. Граѓаните на Центар, на Скопје и на Македонија мора да знаат каде отидоа нивните пари. Почитувани пријатели, ги слушам како велат кога зборуваат за Центар, дека ќе дозволат Македонија да падне, ќе дозволат и Скопје да падне, но Центар нема да падне затоа што ќе падне крв. Немојте да наседнувате на нивната кампања на сеење на страв. Да, нешто ќе падне на 24 март, но нема да падне крв. На 24 март ќе падне ВМРО ДПМНЕ. И тоа Груевски мора да го знае. Ве молам, не само да го дадете својот глас, туку сакам овој пат да го подигнеме гласно нашиот глас.
да гласаме не за другите, туку за себе. Да гласаме не за минатото, туку за иднината. Да гласаме не за античка и за барокна општина, туку за модерна и европска општина и модерна и европска Македонија. Мора да знаат дека ќе ги стигне казната за 7 дена. Овие локални избори не се обични избори. Овие локални избори се референдум за тоа до кога ќе трае власта на Никола Груевски. Секој глас на овие локални избори повеќе за нашата опозиција е ден помалку за Никола Груевски. Нека тоа биде најголем мотив, почитувани пријатели, масовно да излеземе на изборите и да кажеме стоп на овој криминал, стоп на овој режим. Уште еднаш ве повикувам, масовно да излеземе на изборите, повторно да си ја вратиме нашата слобода, нашата демократија, нашиот град, нашата општина и нашата Македонија. И во овој момент победничката коалиција Сојузот за иднината не само што е најдобрата опција, нашата коалиција е единствената опција на овие избори. Да живее Центар, да живее Скопје, да живее Македонија! Во Македонија се владее со бруталност, насилство, терор и страф. Додека осиромашениот народ го влечат по улица, Груевски и фамилијата се богатат. Во земјата царува корупција и криминал, а се прогонуваат оние кои сакаат честно да заработат од својот труд. Граѓаните се доведени до работ на својата екзистенција. Партиско-полицискиот режим ја загрозува слободата и ја крши демократијата. На црниот понеделник, режимот го разоткри своето грдолице. Со партиско-полициски пуч го изгази уставот и ја суспендира парламентарната демократија. Секој од нас треба да се запраша кога нему ќе му дојде редот. Можеме и мораме да пружиме отпор за подобро утре. Заедно да му кажеме доста на режимот. Масовно да застанеме на вистинската страна. Сите да го направиме вистинскиот избор. На 24 март гласаме еднаш, но одлучуваме два пати. Избираме локална власт, но одлучуваме и за правецот во кој ќе се движи нашата татковина. Да не чекаме некој друг да одлучи за нас. Време е да избереме поинаква иднина. Време е да се спротивставиме. Иднината сега. Време е. Сојуз за иднината. Кога иднината на Македонија е доведена во прашање, тогаш и различните, без предрасуди се борат под исто знаме. Заедно со нас е и вистинската десница. Поздравете го председателот на ВМРО Народна партија, Љупчо Георгиевски. Добро вечер, Скопје. Добро вечер, Македонија. Вечера сум овде во името на ВМРО Народна партија, во името на изворното ВМРО, да ве повикам сите на 24-ти масовно да излезете и масовно да ги поддржите кандидатите на Сојузот за иднината, за градоначалници во Скопје, скопските општини и ширум Македонија. Драги пријатели, во последните 2 до 3 години сум се сретнал со илјадници луѓе во нашата држава. Сум разговарал со занетчи кои велат дека никогаш не живееле под таков стрес на контролите и инспекциите. Сум се сретнал со конкретни казнети луѓе од 3 до 20.000 евра различни казни. Сум се сретнал со земјоделци кои велат дека никогаш потешко не ги продавале своите продукти и никогаш помизерно не живееле. Се среќавав со доктори кои ми кажуваат дека никогаш порано не чувствувале такво понижување од еден министер. Сум се среќавал со луѓе во образованието кои ми велеа никој досега не го разби на ваков систематски начин
високото образование и целокупното школство во нашата држава. Се среќавав со бизнисмени кои велат дека никогаш не живееле толку под притисок како во последните неколку години. Се среќавав со многу обични луѓе кои ми кажуваа за нивните економски состојби и за животот кој секојдневно го живеат со тешкоти. И она што сакам да им го порачам на сите вас овде и на сите тие мои пријатели. Ако 2,5 години ја слушам цела Македонија како кажува колку е тешко, колку живеат под притисок, колку им е неубаво овде во Македонија, тогаш на сите нив им упатувам едно прашање. Сега е денот сите вие да го дадете вашиот одговор. Џабе вие, ако после 24 не гласате за опозицијата, џабе вие повторно да кажувате колку ви е тешко, колку казни плаќате, колку мизерно се чувствувате. Сега е денот, сега е моментот на 24 масовно да излеземе и да го дадеме нашиот глас. Почитувани граѓани на Македонија, на избори, не само затоа што се локални, не смееме да заборавиме, на овие локални избори не гласаме само за тоа кој ќе биде нашата локална власт. На овие локални избори, како и на сите локални избори, кажуваме што мислиме за актуелната влада, дали сме задоволни од нив, дали сме среќни под нивното владење, дали ги одобруваме нивните политики или напротив, им упатуваме една порака со која кажуваме доста ни од оваа владење, запрете со оваа политика, дајте нешто ново или конечно онаа што сите ние го посакуваме. Даваме глас за нови парламентарни избори во Република Македонија. Почитувани пријатели, тие ни велат нивни биле делата. Јас ќе ви спомнам вечерва неколку нивни дела. Завчера со едни мои пријатели поминавме од другата страна по стариот мост во новиот плоштад кој се уште официјално не е отворен. Меѓутоа, навистина, мои пријатели, топло ви препорачувам. Треба да ги оставиме уште некоја недела да го отвора новиот плоштад пред црквата Свети Димитри и навистина топло ви препорачувам сите да појдете и да го видите. Навистина тоа чудо треба да се види. Не ви зборувам од идеолошки карактер, не ви зборувам од историски или од религиозен, ви зборувам само од позиција на естетика. Ваков школски пример на кичерај, ве уверувам, не сте виделе во својот живот. Треба тоа да се види. Тоа дело на вистина треба да се посети. Јас ви уверувам дека во школските учебници низ целиот свет ќе биде ставен како пример. Не туристи да доаѓаат. Јас ви уверувам дека туристи специјално ќе доаѓаат да го видат тоа за што се трошат пари во нашата држава. Зборуваат за дела. Ајде за второто дело. Задолжувањата. Пред 3-4 дена ни објавија дека брутонационалниот доход е паднат за минус 0,3% и 1 до 2% скриени преку математиките на статистиката. Кога ви велат, видете ги нивните дела, има еден податок според кој можете да ги видите сите дела на економијата, не само во Македонија, и во Америка, и во Европа, и во Кина. Тоа се вика брутонационалниот доход. Тој брутонационален доход ни кажува се за нивните дела. Минус 0,3% почитувани граѓани одавна не се памти во Македонија. Тоа е цифрата, тоа е податокот во кој се сконцентрирани сите нивни економски резултати за 2012 година. Меѓутоа не е проблемот само во тие минус 0,3%.
Поголемиот проблем е што тој минус го извадија, а прито задолжувајќи ја Македонија во 2012 година со негде 700 или 800 милиони нови евра о јавен долг на нашите граѓани. Не знам тие 250 милиони од декември дали ги сметаат во 2012 или ги префрлија во 2013. Ама ако не се покажуваат во минатата година, ќе се покажат во оваа година. Да ја задолжите толку Македонија за една година и да остварите минус 0,3%, на вистина треба да бидете голем мајстор во економијата. Никогаш, почитувани граѓани во Македонија, никогаш главен збор на македонската економија не било задолжувањето толку често, толку редовно дури и на нивните медиуми. Денес, вие гледате, се навикнавме. Порано беше на 3 месеци, сега потоа на 1 месец, а чинам дека во последно време на 10 дена прават нови задолжувања и објавуваат нови обврзници. Знаете ли вие колку е тоа лошо за сите вас, за вашите деца, за вашите бизниси? Не треба да споредуваме. Погледнете ги сите примери околу нас и ќе видиме до каде води задолжувањето. И постојано и секогаш ќе повторам, почитувани граѓани, немојте да заборавите, никогаш пред доаѓањето на оваа влада во Македонија немало влада која земала долгови за да даде плата на администрацијата, за да даде пензија на пензионерите или да ги исплати социјалните давачки. Прв пат со оваа влада ни се случува да се земаат кредити, да се земаат долгови. Колку е лоша состојбата на нашиот финансиски и монетарен систем, јас ве повикувам и ги повикувам да ни покажат дека не е така, да направиме сите еден заеднички стрес тест. Идната недела, кога ќе треба да ги отплаќаат старите долгови, ни една банка во Македонија да не купува нови обврзници. Јас ви уверувам, почитувани граѓани, дека Македонија идната недела може да банкротира. Само македонските банки да се охрабрат да не купуваат нови владени обврзници. Ете, до таму е дојдена македонската економија, до таму се дојдени македонските финансии и ние велиме, погледнете дела, делата ги гледаме сите ние. И почитувани скопјани, почитувани граѓани на Македонија, последното дело, кое исто така зборува за сите нивни други дела. Ако во Македонија има толку резултати, ако во Македонија има толку успеси, зошто цела Македонија, посебно младите, тргнале да се селат од Македонија? Зошто според извештајот на Светска банка 21% од македонските граѓани веќе се во странство? Зошто нашите градови, посебно во Источна Македонија, ама за жал не е подобра сликата и во Централна, и во Западна, па дури во Скопје, сите се пакуваат и сите бараат шанса да избегаат од оваа држава? Зарем не е тоа одговор за нивните дела? А јас повторно го поставувам првото прашање. Ако некој се спрема да бега од Македонија, ако некој се сели во моментот или веќе е иселен од Македонија во последните неколку години, зошто треба да гласа за оваа влада? Што е тоа што му го мати умот? Рекламите, спотовите на убава и розова Македонија или не сака да погледне во реалноста во која живее? Дали, почитувани мои пријатели, ние сме свесни дека во последните 6 до 7 години, од кога не водат најголемите патриоти во Македонија, бројот на новородените македонски граѓани е 5 до 6% на годишно ниво пат на наталитетот. Тоа Македонија не го памти. Таков пример нема во ниту една европска држава по 6% на годишно ниво да ви паѓа наталитетот. Дали ние сме свесни, почитувани граѓани на Македонија, дека во 2012 година, кога сме најпатриоти, кога изградивме најмногу споменици, дека за прв пат од кога имаме статистика, од кога имаме пописи,
За прв пат бројот на македонците е под 50% новоредени деца. Ете, тоа се нивните дела, почитувани граѓани. Тоа се нивните резултати и затоа, повторно уште еднаш ве повикувам, сега треба да го дадеме нашиот глас. После 24-ти, ако ја испуштиме шансата, џабе се жалиме, џабе плачеме, џабе кудиме. Масовно на 24-ти да излеземе, масовно да гласаме за Сојузот за еднината. Да живее Македонија, да живее Скопје. Македонио, гордост наша, е вака те личи, не е уплашена, не стуткана, туку вака гордо исправена, храбро извишена. На следните избори нема да има битка помеѓу партиите во политичката левица, десница и политичкиот центар. Туку ќе има надпревар помеѓу партиите кои што се за и оние кои што се против демократска Македонија. Убеден сум дека Сојузот за иднина ја враќа надежта, слободата, демократијата и европската перспектива на нашата татковина Република Македонија. И тоа е разликата помеѓу нас и нив. ДПМН се залага за барокно Скопје 2014, СДСМ за гасифицирано Скопје 2017. Затоа, кандидати од ВМРО ДПМН, кои да сте, слободно останете си заробени во лагите и барокното минато. Ние имаме поважна работа, ние си ја сакаме иднината сега. Оваа наша, поинаква, подобра Македонија, оваа што сакаме да ја градиме, ќе го прошириме и редефинираме поимот патриотизам. Не два одвоени, туку два заеднички плоштади, не две етнички поделени, туку една заедничка, подеднакво наша Република Македонија. Вечерва широко подаваме рака, да ви се придружат сите тие што сакаат заедно со нас да градат ваква наша Македонија. Ајде сите заедно да го означиме почетокот на нашата иднина и тоа сега. Знам дека се бориме за нешто што е правилно, дека се бориме за нешто што е праведно, за нешто што е подобро, за нешто што представува вистински патриотизам. Се бориме не за себе, туку за својот народ и својата држава. Ова не е битка на една партија. Ова не е битка на една коалиција. Ова не е битка за власт. Ова е битка на целиот наш народ за неговата иднина. Сојуз за иднината. Иднината сега. Време е. Сојуз за иднината. Искуството и мудроста се секогаш на вистинската страна. Во Сојузот за иднината е и поранешниот председател на Македонското собрание и председател на новата социјалдемократска партија Тито Петковски. Добро вечер, Скопје. Добро вечер, Македонија. Почитувани граѓани, празник е денес во Македонија. Ден за простување. И јас сакам во оваа прилика да кажам, за незнаењето и неспособноста ќе им простиме, ама за злосторствата, за насилието, за криминалот, никогаш нема ниту да заборавиме, ниту да им простиме. Почитувани граѓани, Македонија се наоѓа пред нови локални избори. Искуството од досегашните избори покажува дека
од секој нов изборен циклус, Македонија излегува се послабава, посиромашна, се поподелена по партиска и етничка линија. Досегашната изборна кампања не наговестува ништо ново на овој план. Македонија, со разделен и осиромашен граѓанин, се повеќе е непрепознатлива до исчезнување. Република Македонија, со султан демократија, делува како заробена држава. Власта контролира се. Не ги контролира само медиумите, законодавната и судската власт, туку и нашите животи. Целосно ги партизира и атрофира контролните механизми, регулаторните тела, обвинителството, па се до Уставниот суд. Македонското светло во тунелот е одамна изгаснато и тоа на најбрутален можен начин. Граѓаните како да се помирија да живеат во држава без демократија и владење на правото. Држава во која најчесто занимање е пензионер, а најчест статус невработен или избришан од евиденција. Наталитетот опаѓа, а младите масовно ја напуштаат земјата. Македонија е единствената држава во Европа која не е способна да организира попис. Ниту знаеме колку не има во државата, ниту знаеме како ќе го проектираме нашиот развој. А зошто е тоа така? Заради тоа што во државата е инсталиран еден репресивен систем на чело со водач, пастир, кој е умислен дека е избран не само да води, туку и да го менува и кодот на нацијата, да создава славно минато и голема историја, да ги насочува луѓето што да мислат и како да живеат. Во потрага по античката историја и славното минута предизвикува криза на македонскиот идентитет и спротивно на науката и здравиот разум ја вовлекува земјата во митоманија. Изгора на се, не нуди никакви решенија за издес од тука. Затоа, почитувани пријатели, во оваа прилика нема да говорам за локалните избори од две причини. Првата говореа Јани и Андреа и тоа е нивна работа. Тие ќе ги водат и центар, општината и градот Скопје. Но нема да говорам и од една друга причина. Затоа што тие по дефиниции за власта не се локални избори. Погледнете ги само министрите на чело со премиерот. Наоружани со лопати, ножици, крстарат низ државата и не делат на ваши и наши. На нивните ветуваат. Гласајте за нашите, владата ќе даде пари. На нашите ги бркаат, ги осудуваат, ги обвинуваат за криминали и така натаму и така натаму. И оној талент од министер за здравство стана шеф на изборниот штаб на ВМРО ДПМН. Фино го суреди образованието и здравството, а сега се намерачи да ја среди и локалната самоуправа. Ги напуштија кабинетите и потрчаа по советнички места и градоначалници. Почитувани пријатели, дали можете барем за мит да се сетите на некој премиер на влада во Република Македонија? Па дури оној негов брат близнак Орбан од Унгарија да трчат, да ги напуштат кабинетите, а да трчат по локални избори за советнички места. Тоа може само да се случи во Македонија. Ама нашиот пастир вели не го прави тоа за себе, туку за Македонија. Згора на тоа троши народни пари за партиски кампањи. Цената на агресивната, примитивна, празна и заглушувачка кампања и не е многу важна, бидејќи неа и онака не ја плаќа Груевски, туку народот. Истиот оној кој за слична кампања од 2011 година се уште должи над 3 милиони евра. Најстрашно од се е, почитувани пријатели, што целта на таквата кампања е да се гледа само назад, што е можно подалеку во историјата, во минатото, а не околу себе или, не дај Боже, пред себе. Кога станува збор за делат со кои многу се фалат, лагите на ВМРО ДПМН немаат крај.
Велат Македонија се сака со дела. Ако делата се единица мерка за патриотизмот на ДПМН, овие лажни патриоти искрено не си ја сакат Македонија. Во прилог на ова теза ќе подсетам само на неколку клучни приоритети на Груевски што ги спомна при изборот на владата во 2011 година. Вети 2 милиарди странски инвестиции за 4 годишно владење или по 500 милиони евра годишно. Во 2012, драги мои, имавме скромни 105 милиони евра странски инвестиции и тоа во најголем дел реинвестирана добивка од странските компании во земјата. Од делата ништо. Вети НАТО и ЕУ интеграции. Сега сме подалеку од нив од кога и да било порано. После се, на добар пат сме да изгубиме и препораката за почеток на преговорите. Вети бескрупулозна борба против криминалот и корупцијата, реформи на судството и јавна администрација. Наместо реформи имаме целосна партизација и компрометација на институциите. Од јавното обвинителство направија истурен партиски штаб кој треба да го штити криминалот само на власта. Одржување на ветија, одржување на добри меѓуетнички односи врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување. По многуте етнички инциденти во изминатиот период, фарсата со законот за бранителите и особено по националистичките пораки околу Струга и Кичево, на добар пат сме да ни се повтори 2001 година. Ветија инвестирање во образованието, науката и информатичката технологија. Резултатот е следен. Научните работници си седат дома, добиват награди од председателот на државата, а партиски војници на работни места наместо научниците. На социјалните мрежи веќе не се говори за емиграција на младите, туку за евакуација на младите од Македонија. Според анкетите што самата власт ги спроведе, 85% од студентите во Македонија својата иднина не ја гледат во Македонија. Ако цветот на една нација, почитувани граѓани, не ја гледа иднината во својата татковина, за која иднина под ова власт може да размислува Македонија? И затоа, почитувани пријатели, Македонија едноставно мора да стаса во Европа пред да стасат неедините деца таму. Но тоа со оваа власт е невозможна мисија. Затоа и незиното паѓање мора да започне токму на овие локални избори. Почитувани граѓани, историски е докажано дека во систем како нашиот морално и духовно преживуваат само оние силни личности и со професионален интегритет и животна смисла. Тие се наши природни сојузници и ги повикувам да ни се придружат на овие избори. Со нив може да се направи пресврт, иако, за жал, тие се во малцинство во Македонија. Се надевам дека и вработените во јавната администрација го делат нашиот вредносен систем. Независно што со нив власта изгради чист клиентелски однос, во кој постои јасна трампа, редовна плата за гласови. Не верувам дека сите вработени во јавниот сектор не сваќаат дека плата добиват од странски кредити, што владата месечно го подигнува и ги задолжува идните генерации. Колку побрзо го разберат тоа, толку побрзо ќе се обезбедат подобри иднина за себе и за своите деца. Власта е зависна од кредити исто како зависникот од дрога и е принудена дневно да си ја зема дозата. Само во првиот месец од годинава владата направи буџетски дефицит од 46 милиони евра, што е двојно повеќе од она планираното во пендрек буџетот на Ставревски. Сега и на најзакоренените членови на ДПМН им е веќе јасно зошто дојде до оној црн понеделник минатата година. И сакам овдека многу одговорно да кажам. Откако Груевски процени дека буџетот за 2013 година не може да се донесе на законит начин, посегна по брутално исфрлање на пратеници и новинари како поприфатлива алтернатива за него. Само тој и онаа мала група околу него знаеа дека доколку не се донесе буџетот и се помине на времено финансирање, владата не ќе може без ново странско задржување да ја врати ратата и требаше веќе на 8 јануари
да си поднесе оставка и да прогласи банкрот на државата. Сакам уште еднаш да порачам, драги пријатели. Не смееме да останеме под ниеден услов надвор од НАТО и Европската Унија. Против диктатура, објективно не можете да се борите сами. На режим кој имал силна подршка во парламент може да му се спротистави само голема и силна групација како што е нашата. Власта која по дефиниција е популистичка и како таква не е во состојба да повлече нужни, но не популарни подести, наместо сојузници и продуциране пријатели. Тој модел на владење неминовно ја носи Македонија во безизлезна ситуација. Ако државата е во безизлезна ситуација, тогаш логиката налага да се смени насоката. А насоката ќе се смени само ако ја смениме оваа корумпирана и ненародна власт. Време е тоа да се случи. Време е и оние лажни патриоти да сватат дека патриотот е секој оној кој е подготвен во секој момент да ја брани својата земја од својата влада. А оној вистински патриот во Македонија треба во овој момент да ја брани Македонија токму од Груевски и неговата влада. Но да не кукаме, почитувани пријатели. Во мракот, вели една мудрост, не вреди да ја псуеме темнината. Треба да го запалиме светлото. На 24 март да го запалиме светлото за да видиме како паѓа владата. Да не дозволиме место владата да падне Македонија. Да живе Македонија!
Го чувувате ли мирисот на пролетта? Пролетта пристигнува, почитувани сограѓани. Скопје зазеленува. Воздухот станува пријатен. Погледот бистар. Денот е долг, а ноќите звездени. Дали ја чувствувате промената? Нека одлета во заборав секое наше страдање, сите неправди, сета човечка глупост. Нека замине во заборав сето гушење, сиот деспотизам, фрустрациите и опаченоста. Нека престане силувањето на градот, разнебитувањето на државата, сиромаштијата. Нека отидат во заборав сите лоши приказни, сето зло, сите лаги. Скопје има своја приказна. Скопје е град на солидарноста, парадигма на соживотот, символ на слободата. Скопје ќе биде европски град затоа што друг пат нема. Македонија ќе биде европска држава затоа што тоа е нејзината судбина. Да живее Скопје! Да живее Македонија! Да живее слободата! Mračno jutro, zora rana, mila daj, mila znaj, mila nema kraj te naj do tebe, se gledam sebe, na planina izrovana, o partizani, mila ke oda, o mila daj, mila znaj, mila nema kraj o partizani, mila ke oda, za sloboda ke se bora. Добро вечер, Скопје. Добро вечер, Македонијо. Добро вечер, драги мои пријатели. Еве сме вечерва пак заедно. Сплотени, единствени, орни и вољни. Плоштадот Македонија е повторно полн ко око, со храбар и горд народ, со сила што се чувствува, со енергија што се шири. Да бидеме искрени, беше полн и пред една недела кога ВМРО ДПМН организираше митинг. Ама има една голема разлика. Никола Груевски во саботата се надеваше, ама и се сомневаше. Посакуваше, ама никако не можеше да биде сигурен
дека сите тие луѓе се дојдени затоа што го почитуваат, а не затоа што му се плашат. Затоа што искрено ги поддржуваат неговите политики, не заради некаква лична корист. Ние сме опозиција. Ние не можеме никого ниту да наградиме, ниту да казниме. И затоа ти, Никола, во саботата посакуваше, а јас вечерва знам, ти се надеваше, а јас сум сигурен дека сите овие луѓе се дојдени тука не затоа што мораат, туку затоа што сакаат. Не по наредба, туку по собствен избор, по собствена желба и волја. А тоа е голема, тоа е огромна разлика. Кога си во опозиција во земја со ваква тоталитарна власт, со ваков полициски режим, секој човек што ќе застане јавно зад вас, секој ваш поддржувач, секој ваш глас вреди двојно, затоа што знаеш дека не е купен, затоа што знаеш дека не е изнуден, затоа што знаеш дека по цена на ризик и жртва е даден. Чист е ко солза, искрен, од душа и од срце, голем како планина. Минатата недела на овој плоштад имаше народ, ама имаше и послушништво, полтронство, страв, кариеризам, користолюбие. Вечерва овде е собрана храброста на Македонија. Овде е гордоста, искреноста, пожртвуваноста, вистинската волја и решеност. Ова со пари, Никола, не може да се купи. Ова со реклами и спотови не може да се покрие. Ова со сила, Никола, не може да се победи. Почитувани граѓани, драги пријатели, стојам вечерва пред вас и се мислам, што да кажам, а што веќе не е кажано, што да порачам, а што веќе не е слушнато. Цело лето, работно лето, секоја сабота и недела митинзи, стотици и стотици средби со вас граѓаните. Дома ви доаѓавме, по куќи ви спиевме. Цела зима од порашка зима, протестни маршови и собери, блокади, граѓански парламенти секоја вечер. Со некои од вас и полициски кордони пробивавме и по некој пендрек заедно изедовме. Пролетта еве ќе ја дочекаме со кампања за локални избори. Повторно секој ден, секоја вечер, собери, митинзи, средби, од врата до врата активности. Пред секого од вас во овие 9 месеци, најмалку по 3 пати си имам лично обраќано. И навистина, што ново да ви кажам, а што вам и на секој друг граѓанин во оваа земја не му е веќе одамна добро познато. И на крајот на краиштата, зарем на сиромашните, на невработените, на социјалците, треба да им се кажува колку им е тешко и каков живот живеат. Зарем некој друг на земјоделците да им каже колку е горчлив лебот што го јадат, како ги уценуваат со субвенциите, како ги осиромашија со преполовените откупни цени. Знаете ли само колку административци и вработени во јавниот сектор сакаа да бидат вечерва тука со нас, а не дојдоа заради страв да не бидат избркани од работа? Зарем тие самите не знаат најдобро со каков стрес,
со какви шиканирања и деградирања се соочуваат секој ден на работното место. Зарем има потреба јас на стопанствениците да им кажувам за рекетот што им го земаат, за душманските инспекцијски казни, за ДДВ-то што не им го враќаат, за наместените тендери, за неликвидноста, за блокираните сметки и активирани хипотеки. Зарем пензионерите самите не се свесни како ги манипулираат, за колку во изминативе години се зголемија цените на струјата, на парното, на нафтата, на дрвата за огрев, на храната, а тие со 550 денари пред избори ги залажуваат. Зарем стечајците не знаат самите најдобро каква е и колкава нивната мака, па некој друг треба за тоа да им говори. Зарем бранителите самите со своји очи не се уверија како ги посрамотија, како ги понижија со законот за бранители. Зарем професорите и докторите на собствена кожа не осетија на каков подценувачки начин ги третираат, на кое ниско дередже ги спуштија. Зарем на сите не ни е јасно дека Македонија е земја на огромен криминал, на невидена корупција, на пералници за пари, на државна мафија под контрола на фамилијата. Зарем има некој во оваа земја кој се уште не разбрал, се уште не се уверил дека Македонија после овие 7 години елементарна непогода, наречена портокалова преродба, повеќе не е слободна држава. Македонија повеќе не е демократска држава. Македонија повеќе не е правна држава. Дека Македонија денес е деспотија, тиранија, земја со партиско-полициски режим. Почитувани граѓани, се е јасно, се ни е на сите добро познато, и на нас вечера овде, и на сите оние што беа на истиот плоштад минатата недела, и на сите 2.100.000 граѓани на оваа земја. И никого повеќе не може да излажат нивните медиумски фабрики за лаги и манипулации, нивните реклами и спотови, нивните нарачани прилози и коментари, нивните скапи пропаганди со украдени народни пари платени. Кога ги гледам нивните бесрамни лаги секоја вечер на телевизија, кога гледам како безобразно измислуваат и конструираат, кога гледам каква лажна, непостоечка Македонија прикажуваат, си велам, или сме ние за во болница, или се овие за во лудница. Драги пријатели, има луѓе песимисти кои ми говорат, точно е, народот се знае, се му е дојдено преку глава, ама многу е уплашен, страф му е да се изјасни. Па што народ би биле и каква држава заслужуваме да имаме ако им дозволиме така ефтино да не лажат и толку лесно да не плашат? Нека знаат сите кои така мислат, а посебно они од власта, кои на таа карта играат и на тоа се надеваат, дека многу, многу грешат. Никој нека не го подценува македонскиот народ. Нема оваа генерација да биде подолу од претходните генерации македонци. Нема оваа генерација да се срами пред идните генерации македонци. Знае овој наш народ многу да истрпи, ама знае и на вистински начин да возврати. Може овој народ многу да издржи, ама знае и тешко да казни. А нема поправедна, нема поголема, нема потешка казна од народната казна. Ги чека македонскиот човек своите 5 минути за одлука. Во само 5 минути,
со само еден потек на својата рака, ќе им врати, ќе им наплати за сите понижувања и подценувања, за сите газења и страдања во овие 7 години. Народот е подготвен за крупна историска одлука, да сврти нова страница, да означи нов почеток, да покаже дека оваа наша слободарска, демократска, праведна, напредна Македонија е посилна, помоќна, побројна од нивната режимска, корумпирана, полтронска Македонија. Да покаже и докаже дека оваа нашата Македонија не е само по-добрата, туку дека е и победничката Македонија. Драги мои пријатели, драги мои политички соборци и сопатници, драги мои отпораши, стојам пред вас, се гледаме очи во очи и ве прашувам, дали сте подготвени, дали сте навистина спремни да ја водиме оваа битка, не за советнички паушали и градоначалнички фотели, не за општински тендери и комунални директори, не за лична корист и собствени привилегии, туку за нешто многу поголемо и позначајно, за доброто и иднината на овој народ и оваа земја. Ве прашувам, дали искрено, ама од дното на душата и со цело срце, верувате дека ова за што се бориме е вистинското, е правилно и праведно? Ве гледам и ве прашувам, дали сте навистина цврсто решени, со сета волја, со сета сила, со сета храброст и одлучност, оваа борба да ја водиме така, како што на почетокот се договоривме и се заколнавме, до крај, до конечна победа. Ве гледам и ве прашувам, дали вечерва и вашето срце бие и како моето, со сета жар за една единствена цел. Драги мои, ако сте навистина подготвени, ако навистина искрено и до крај верувате, ако навистина сте цврсто решени, јас ви тврдам, јас ви гарантирам дека нема сила што може да не запре, нема битка што не може да ја добиеме, нема победа што не можеме да ја извојуваме. Ако сме сплотени и единствени, ако газиме цврсто, рамо до рамо, ако сме решени заедно да одиме до крај, јас на 24 март вечерта не ги чекам резултатите, излегувам и барам предвремени парламентарни избори. И има да ги дадат, не затоа што сакаат, туку затоа што ќе мораат. Отпорот продолжува. Со оваа отпорашка лада ќе ја изорам цела Македонија. Нема град, нема село, нема населено место што нема да ги поминам по 2 пати. И на крајот, со оваа наша отпорашка тупаница, ќе тропнеме, ќе треснеме на вратата на Илинденска безброј.
ке им дојдеме не на гости, туку како вистински домаќини во своја куќа. Ова Македонија му припаѓа на овој наш народ и на никој друг. Ако народот сака избори, народот мора да добие избори. Ако народот сака поинаква Македонија, народот мора да добие поинаква Македонија. Ако народот сака, народот ќе победи. Народе македонски, победата доаѓа. Победата е пред тебе. Осмели се, одважи се, пружи рака. Земја, нашата победа за нашата Македонија. Pomrača utro, zora rana, mila daj, mila znaj, mila nema, kraj te najdov tebe, se gledam sebe, na planina izrovana, vo partizani, mila ke oda, o mila daj, mila znaj, mila nema, kraj vo partizani, mila ke oda, za sloboda ke se bora. I će ti umram so partizani, o mila daj, mila znaj, mila nema kraj. I će ti umram so partizani, niz rovovi zakopani, so tvojte solzi pokrime mene, o mila daj, mila znaj, mila nema kraj. So tvojte solzi pokrime mene, za ljubavce da iznikne. I cvet će nikne, voda će blikne, o bela čao, bela čao, bela čao, čao, čao. I cvet će nikne, voda će blikne, za site ženi, za sloboda. I cvet će nikne, voda će blikne, za site ženi, za sloboda. Che morto per la libertà. Иднината сега. Време е. Сојуз за иднината.